По направените влезови излези, состојбата во магазините можеме да ја следиме во прегледи. Во левата страна ги имаме листата на сите магазини, P1, M1 и така натаму. Со клик на некој од нив, веднаш добиваме колку ни е моменталната состојба на магазинот. Се прикажуваат во средниот екран, се прикажуваат артиклите кои имат количина различна од нула, негативни и позитивни. Во десната страна се прикажуваат истите тие артикли, но по групи и имаме за секој артикл колку елементи има од нив. Значи, во моментот во продавница е 1, во водовод има 587 артикла. Значи, еве ги од тука надолу 500 артикла. Со кликнување на некој од артиклите, долу се добива картица на тој артикл, од каде доаѓа таа количина. Значи, овие 45 се влезови 27, 10 и 10 минус 1 и 1. Значи, 47 минус 1, 45. Ова е моментален приказ на екран. Артиклот може да го бараме и по шифра или по име. Например, ако да бараме дозна, D-O-Z-N, тап, еве ги дозните, со моментално колку има залиха, еве дозна F60, еве 3083, еве долу картицата за дозната. Оваа картица можеме да добиеме на екран, спремна за печатање. Состојбата на магазинот или на продавница може да ја добиеме со клик на влез и излез и можеме да дори да работиме со ограничување на датите. Влез и излез. Ја добиеме состојбата во магазинот или во продавница по групи. Во рамките на одредена група артиклите се подредени по абецеда. Значи не по шифра, шифрата е релативна работа, по абецеда. Во самото превиу имаме пребарување. Ако сакаме дозна да бараме на лупат на двогледот, дозна, search, ok, ја бара дозната. Во горниот агол ги видовме групите. Ако сакаме само од одредени групи да имаме приказ, може да ги селектираме и само тие ќе ни се даде влез и излез. Значи, селектиравме водовод, сега имаме 25 страни. Ако сакаме, например, само овие, значи си ги селектираме групите за кои сакаме да не се даде приказ. Можеме да ги вратиме сите групи да се прикажуваат. Ако кликнеме на ова VI, или сите се означуваат или ни една, тоа е исто како сите да се. Можеме, например, и по ценовна група. Еве, например, сите што се од 5%. Да видим дали имаме од 5%. Може да нема. Еве, имаме неколку артикли од 5%, што да. Радиме сите пак. Или можеме вака. Ова беа позитивни, 0 или негативни. Ајде да видиме кои ни се на 0. Значи можеме да си селектираме да ни ги даде позитивните, односно 0. Овие ни се на 0 артикли, количина 0. Ако е количина 0, би требало и излезот да е на 0, ако е се добро работено. Што значи ова да е, бидејќи ова е продавница, не се спроведени нивелации на цени. Или негативни. Негативни значи продавани артикли кои ги немало на залиха, односно во евиденција,
односно можно е да бидат или не се воведени, или да се продавани други артикли кои се да е грешена шифрата при продажба. Приказот може да го трансферираме и во Excel. Влез излез, значи ще селектираме во Excel, влез излез и го добиваме Excel файлот со во употреблива форма. Употреблива форма значи келиите се така подесени да може лесно да правиме математика со нив. Значи се формира Excel файл во CTemp. Значи самиот се наоѓа во CTemp и со име MyGPM влез излез. Овде е додадена уште една картица, значи оваа картица е стандардна картица, која мислевме дека е корисна за сите, но има една пропишена картица Moeta.g, која некои инспектори може да ја барат, значи ќе најдете овде, Moeta.g. Нема што да ја коментираме. Од овој истиот екран можеме да одиме во претходна година, например, овој артикл, еве картицата негова, во 2017 година. Во овој дел имаме две стрелки лево, средни загради, стрелки десно. Во стрелки лево одиме за истиот артикл во 2016. Картицата би била вака. Усвари се момент. 2016, 15. Со ова се враќаме со ова се печати картицата. Или се враќаме назад. Истите овие дати важат и за влез излез. Значи го кликнеме сега влез излез, веднаш ја имаме залихата во 2015 година. Односно, така. 2016. Во овој исти екран имаме едно мало подвлечено со црвено ценовник. Можеме да дадеме ценовник за залихата што имаме. И тоа можеме за која сакаме и по подредена група. Еве само за PPR УВОС. Овде имаме единица, тоа ни е ценовна група 1. Ако во артикли имавме ценовна група 2 или 3, можевме да веднаш да искористиме таа ценовна група во ценовникот. Ако имаме различни групи на клиенти.